веројатно дамата која што имаме во студиото е една од поомилените ликови, особено на дечињата или најмладите, оние кои што се редовни посетители во театарот за деца и младинци, но би рекла и на родителите кои што подеднакво уживаат во сите оние театарски изведби кои што театарот низ годините наназад ги нуди. Ана Левајковиќ Бошков ни е во студиото, дамата која што минатата година одбележа 30 години функционирање на ова ваша матична сцена, а тоа е секако театарот за деца и младинци. Ана, добро утро. Добро утро. Добро утро. Среќни празници, вака и официјално да посакаме добар и позитивен старт на новата. Посакувам среќна нова година и среќен Божик. Како ги поминавте вие празниците? Па во домашна атмосфера. Во духот на семејството. Така. Правевте паричка? Па Лепче со вртевме, паричка? да. Каде се падна, дали? И мене се падна. Не да само да си потврдиме дека е женска година. Да, дека очигледно 2026 по многу знаци да укажува дека ќе биде женска година, но зошто да не, нели? Така. Да се пренесе и таа убавина и сила и моќ која што имаат жените, а во многу области жените се и лидери и тука исто е докажана на успешноста. Кога зборуваме за успешноста и тоа како го докажувате вие со вашата работа и со ни помалку ни повеќе 30 годишната актерска кариера. Честит јубилеј. Честит јубилеј и ако можеме во овие минути предвидени за разговор да направиме едно навраќање или ретроспектива низ годините наназад, веројатно ќе може да пренесеме многу работи, многу промени, многу убави искуства, спомени, сето она кое што е дел од вашата работа. Знаеш како, јас вака сега кога ми кажа Ана 30 години оваа година и си викам, добро, дај да се навратам наназад. И реков, леле, колку представи се тоа позади мене, ама знаете како, тие сите представи се всушност дел од мене, тие се некаде длабоко во мене живеат се уште, и тоа е цела една галаксија на светови, така можам да ги наречам сите тие луѓе што сум ги поминала. Светови, детските светови. Детските светови, да, и навистина е благодарно, а таа посветеност, таа љубов кон театарот за деца и младинци е нешто возвишено. Памтите кои беа првите улоги и првите представите пред 30 на години? Ке кажам вака, ке кажам дека многу сум благодарна на првиот основач и создател на овој театар Љубомир Чадиковски. Тој беше првиот директор што го создаде овој театар и тој имаше многу точна визија како треба да изгледа на детски театар. Моите почетоци како почна, гледав една представа, ја работеше Боњо Лунгов, тогаш се уште немаше театар кај нас, мислам немавме зграда, и играа во театар Центар. Тогаш беше МНТ, театар Центар, сегаш на комедија. И кога гледав таа представа, реков, јас тука сакам да видам, тука сакам да творам. И така настана, така почнав да работам во театарот. Прво работев на договор, влегов во Лимунада Џо, представата, после почнав Светлосиното куќе Петар и мојата најомилена представа Малиот принц. Таа беше куклена представа и беше феноменална. И тоа беше која година? Мислам дека 95-та. Да, и од тогаш па навака, да, се редат многу представи, се редат многу улоги. Ние веќе еден од насловите ни е дека имате околу 56 улоги, но со оваа новата велите од крајот на декември, новата театарска представа која што беше премиерно изведена во театарот, веќе се 57. Но вашето одбележување во театарот беше со изведбата на представата Црвенкапа. Зошто, Ана, токму Црвенкапа, кој е можеби синонимот, има ли некое посебно значење за вас оваа представа во кариерата? Па Црвенкапа, случајно се случи. Може би требаше со Убавицата и ѕверот, но еден од актерите беше спречен да се одигра таа представа. Знаете ти сами дека Убавицата и ѕверот постоеше во театарот за деца и младинци, направи 350 представи. Црвенкапа е тука некаде со 300 представи оваа минатата година. Направи 300 представи, може би затоа реков мајде со Црвенкапа, бидејќи знаете како сега годините си течат, но кога ќе застанеш на сцена е сосема нешто поинаку. Тука застанува и времето, застанува се што го носиш ти како товар низ целиот ден. И кога ќе се отвори магичната завеса, светот застанува и вие влегувате во друг свет. Така е, да, и како видиме и оно што го споменавме, најубавиот или детскиот свет, особено за таа детска публика која што
секогаш одново и одново се радува на театарските представи, и тоа генерации и генерации наназад. Кога зборуваме за нови улоги, кога зборуваме за донесување на сцената нешто ново, пред се тоа е вашата енергија добро препознатлива кај детската публика, тука се и нивните родители, и верувам тој спој или таа комуникација со особено дечињата кои што се специфична публика и зашто многу пати и во минатото сме зборувале, да се донесе било каква улога или да се одигра представа пред детската публика, која што е несомнено најискрената публика, при тоа тука и не е спречена одредена интеракција или коментари кои што различни довикувања детски кои што се прилично чести на детските представи, бара не само умешност на самиот актер, туку и нели целосно концентрирано реализирање на представата и веројатно искуството си го прави своето од голем број одиграни представи, да тоа го препознае и детската публика меѓу другото, но и да некако биде круна на сите овие 30 години. Па знаете како, кога се создава една представа, и за да дојде до реализација на самата представа, има многу големи патеки за да се поминат. Прво, за да имаш успешна представа, треба да имаш и многу добар тим. Да. Колективот едноставно да дише заедно кога го работиме сето тоа. Затоа некои представи се играат се, уште некои представи згаснуваат. Мислам, не е само до актерите, него е до целиот состав. Да. Текст, режија, глума. И може би затоа некои представи се одржуваат се уште на сцената, а некои се повлекуваат. Тоа зависи од самата публика, колку и како ја гледа самата представа. А знаете дека во нашиот театар покрај играни представи има и куклени представи, има и младински представи, па сите се различни. Например, за да направите куклена представа, тоа е цел еден процес. Да. И кога ќе ја видите вие првично самата кукла, таа е една нежива материја, за да вие оживеете, за да ја дадете дух. Тоа е нешто посебно. Да, во моментов има куклени представи кои што се на репертоарот активни? Да, има куклени представи. Тоа се Тоби, Роња. Тоа е сега новата представа Која е Лорет. И таа е куклена? Таа е, да. Делумно куклена, делумно... Значи микс. Да. Сега, кога веќе ја споменавте Која е Лорет, го погледнаа нашите гледачи плакатот на 29 декември. Беше премиерната изведба и некако со уште една премиера театарот ја заокружили Круница 2025 година, веројатно успешна година за вас како ансамбл. Ќе имаат можност оние кои што сакаат да ја погледнат, да ја гледаат на редовниот репертоар во оваа година, но зашто зборува Лорет? Која е Лорет? Да, еве ќе кажам, можете слободно да ја погледнат сега на 10-ти, тоа е во сабота. Тоа е представа направена визијата на нашата режисерка Драгана Милошевска-Попов. Направи таков спој и можам да кажам дека таа представа е инклузивна, бидејќи во самата представа игра девојче со Даунов синдром. И таа представа е наменета исклучиво за сите останати луѓе кои не можат да ги разберат различностите. Не се работи само за Даунов синдром, него за се. За многу други работи. А она на што се трудиме, нели, да ги научиме младите генерации или децата е токму препознавањето, но и прифаќањето на различностите и оно за кое што нели почесто се зборува, тоа е инклузијата и веројатно ова е една порака која што се пренесува преку. Точно така и мислам дека јас ве поканувам да дојдете на 10-ти. Мислам така ќе си оди на редовен репертоар, ама сега имаме на 10-ти да видите по премиерата е на 10 јануари. На 10 јануари и мислам дека ќе сватите првенствено е за луѓето што најверојатно имаат отпор да ги прифатат луѓето што се сосема поразлични од нас. Да. И ние низ годините постојано зборуваме за таа инклузија во нашето општество. Вие низ годините од време на време нудите представи поврзани со таа инклузија и пак зборуваме во 2026 година дека не е потребна таа инклузија. Што значи дека веројатно многу од работите треба и од дома да потекнуваат, но многу од работите треба децата, учениците да ги осознаваат и преку вакви театарски
представи и преку можеби проекти во училиштата, но факт е дека се уште имаме потреба од таа инклузија. Како реагираат децата? Се соочувате ли вие вака гледајќи ја публиката, па и надвор од театарската сцена, да ете не го имаат прифаќањето на различностите на онакво ниво на кое што би требало да го. Па сега не можам да кажам, бидејќи гледам дека и во училиштата веќе се вметнува таа програма и мислам дека веќе децата од помала возраст им е тоа нормално. Но мислам дека се доаѓа од нас самите. Кога ние ќе сме отворени, кога ние прво себе ќе се почитуваме, ќе се сакаме, тогаш ќе можеме да ги сакаме сите останат и да ги прифаќаме такви какви што се. А за љубовта кон себе треба да се учат децата од мали нозе. Гледаме дека представата е за деца над 6 години, односно од 6 па нагоре. Тоа значи за децата од веќе училишна возраст, бидејќи во училиште, особено покрај тоа што се разбира и дома, треба така и да се учат и да се воспитуваат, во училиште дополнително се осознаваат и се учат тие вредности. Одењето на театар или почитувањето и сакањето на театарските представи, љубовта кон театарот се стекнува уште од мали нозе, но се разбира тоа треба да биде пренесено и од родителите, како би ги носеле своите деца нели во театри. Како личност и како актерка која што има долгогодишна кариера, можеме да прашаме за како се случува и дали постои позитивна промена во таа насока или на тоа поле. Поточно, дали забележувате се поголем број на присутни, односно публика и интерес за посета на театарските представи од годините во ДВС? Па вака можам да кажам дека има разлика. Кога почнавме ние, кога се формираше театарот за деца и младенци, посебно кога ја добивме зградата што се наоѓа во Островиот центар, кога ќе влизаше публиката, беше како во храм да влегува. До таква тишина, такво воодушевување од нив самите, што во денешно време, денеска не можам да го кажам, да го потврдам тоа дека е така. Децата се малце повеќе активни, дали се им е дозволено, се гледаат, и веќе тоа им е како веќе видено. Веќе видено. Самата веројатно дигитална ера во која што живееме. Може би тоа иако има деца што навистина сакаат, што го почитуваат театар, што веруваат во него, што веруваат во таа магија што ние им ја пренесуваме. Но има дали сменето е се. Ова значи дека некогаш имате борба за фокусот и вниманието на публиката или затоа викам зависи од представите што се нудат, зависи која представа е. Има деца што не може да држат внимание, има деца што ќе го издржат целото внимание. Например, има деца што гостуваат од различни градови низ Македонија во театарот и се прекрасни. Да. Особено возбудата кај нив е веројатно многу поголема заради тоа што нели доаѓаат затоа што доаѓаат, влегуваат во театар, гледаат како е, театарот е топол. Кога ќе се отвори црвената завеса, они гледаат представа, можеби немаат можности во нивното место да има таква прилика. Можеби едно неблагодарно прашање и покрај 57 улоги одиграни досега, но сепак она кое што е дополнително љубопитно кај нас, верувам и кај гледачите, да се праша актерот можеби кои се омилените улоги во сите тие изминати 57 досега, постојат ли омилени или како велиме за актерот секоја улога сама за себе си носи своја убавина и своја тежина. Не знам кој би ги одвоила представи, вака, кога ќе се навратам колку представи, си ком, ова беше. Не знам, јас кажав, од куклините ми Малиот принц ми беше, можеби ми беше меѓу првите, и ми беше таква магија, такво доживување, што јас навечер се буде во сон и зборував. И играв, затоа што ми беше нешто ново и нешто непознато. Има ли некоја од тие представи од дамнешно време, која што не игра на репертоар, може би пак издвоите Малиот принц, која што би сакале да се врати и да биде повторно жива, само заради тоа што вашата улога таму вие... Тоа е Девојчето со кибричиња. Многу представа, многу лирична представа. Нормално завршува со тажен крај, ама публиката
ја сакаше таа представа. Да. Ана, имаме ли веќе некаква агенда за оваа 2026 година, освен Лорет, која што е нели најновата представа од овој ансамбл? Верувам дека и годинава ве очекуваат и интересни гостувања, и патувања, фестивали, но предпоставувам и нови премиери. Имаме вака нешто на самиот старт од година, што имаме, треба да дојде режисерката Тамара Кучинович да почне да работи. Мислам дека започна во февруари. А за новата следна година, мислам за оваа година се уште не е излезен конкурсот, така да не се знае, дополнително ќе се формира. А со оваа режисерка што доаѓа во февруари, дали веќе знаете која тема ја работите, што работите? Да, се работи, како се викаше ликот, Садако. Јапонски текст. Се зборува за детска представа? Детска представа. Да, детска представа зборува за војната, за нуклеарната војна во Јапонија. Добро, интересна тематика, што на детски начин ќе биде пренесена. Добро, може ќе сака да каже, сега се уште не е реализирана таа представа, допрва треба да се направи. Тогаш ќе видиме што сака. Тогаш ќе видиме што сака да каже. Режисирот, но се разбира и таа одлична изведба на самите актери, и кога зборуваме за актерската екипа и за она што и претходно го спомнавте, функционирањето на тимот, кој што е апсолутно важно за тоа како ќе се одржува еден театар, но и колку всушност тоа ќе се пренеси на самата публика, тоа е важно. Голем број институции во нашава културни институции во нашава земја, али годините на нас се соочувале со различни предизвици, но она кое што е важно е да се биде стабилен и се разбира да се понуди она кое што публиката го очекува. Веруваме дека така ќе биде и понатаму, и она визија која што ја споменавте на самиот почеток за самиот театар за деца и млади ќе продолжи во таа насока, се во чекор со времето во кое што живееме и со овие нови генерации кои што се разбира сакаат да ги гледаат представите, но имаат некаков поинаков начин, можеби и на реагирање и на однесување, но едукацијата е особено важна и како актери која што би требало и верувам дека и во непосредни ситуации ја пренесувате на помладите за тоа што всушност значи вистинско однесување во театар. Така е, знаеш како, за да твориш посебно во театар за деца и млади треба да имаш голема емпатија, да веруваш во тоа што го работиш. Затоа што инаку публиката нема да ќе го познае како фалсификат сето тоа. Тоа значи дека секој од вас го има детето во себе. И мора да го има. И мора да го има. И мора да се негува тој детски. Јас тоа, нели, малиот принц кај што кажува, вика, некои луѓе заборавиле дека биле деца. Да. Значи да го чуваме детето во нас, да не порасне, затоа што ако порасне нема да биде дете. Да го пронајдеме детето во нас. Ќе работиме нешто друго. Да. Ако случајно попатно сме го изгубиле, да, секој од нас го носи детето во себе и веројатно токму детето во себе се буди кога и како возрастни или како родители сме дел од овие представи, односно од публиката. Кон крајот она кое можеме да им го порачаме на нашите гледачи, но оние кои што родители кои што не гледаат, дечињата се разбира ја имаат жилбата и секогаш радосни за ваква посета, но веројатно самото следење на репертоарот и оно кое што е ново и кое што допрва ќе следува во театарот за деца и млади, ќе вреди да се види, да се посети. Така е, да доаѓаат, да гледаат представи, да се едуцираат како треба да се однесува во театар, дека во театар се доаѓа и се ужива во тоа што ќе ви го понудиме ние. И да се купуваат билети на време. Да купуваат билети на време. Бидејќи вас просторот за жал ви е мал, а секогаш исполнет. И секогаш недостасува билети. Да, заслужуваме да имаме поголем простор. Тоа ние ќе ви го посакаме, верувам дека вие можеби секоја година си го посакувате. Така, ние секоја година го посакуваме, почнавме со тој простор и останавме за жал во тој простор, ама Да, потенцијалите на целиот ансамбл на театар за деца и младенци се огромни, така што се надеваме дека ќе дојдат и подобри времиња за вас, за сите оние кои што се дел од овој театар, а на нас останува да дојдеме да погледнеме и да видиме што ново во оваа 2026 ќе ни понуди. Тана, благодариме многу за гостувањето и навистина нека честит овој јубилеј кој што го имате и нека се множат годините со бројни успеси. Јас исто така го посакам со едно подпрашање на самиот крај како би се поврзале со следната тема која што има нашата Марија, нашата колешка од на терен или на лице место,
кога зборуваме за младите и за она кое што го оставаме на младите, се разбира тука си младите актери кои што некако треба да наследат вашата работа, при тоа да учат од повозрасните колеги кои што се успешни професионалци нели во оваа област. Добро ја знаеме таа постава на театар за деца и млади и актерите кои што играат во голем број представи, но имате ли помладок, односно млади актери кои што се вклучуваат? Да, има и се многу добри актери. Одлични актери се, мислам дека веруваат во театарот. Ете, тука е Роња представата, кај што остави многу награди. Тоа се сите млади актери што играат во таа представа. Така да има надеж за театарот за деца и млади.